Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник сме тука за вас и со вас, се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со здравието со кои што се соочувате во секојдневието. Така ќе биде и во оваа емисија, ќе посветиме малку повеќе внимание на оние проблеми со бубрезите кои што некако се поврзуваат со после прилежан ковид. Ќе се задржиме на каменчиња во бубрезите, меѓутоа ќе кажеме и многу работи околу тоа какви се проблеми со бубрезите се јавуваат после прилежан ковид. Колку време после прилежаност обично се јавуваат, значи како може COVID-19 да ги оштети бубрезите и многу други проблеми кои што може да се јават после овој вирус кој што веќе се надеваме дека некако му се гледа крајот, значи како што и велат дека можеби ќе стане ова како некој нормален сезонски грип. За таа цел веќе со мене во студиото е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист и ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот. Доктор Маја, ти благодарам што одвои време денес да бидеш дел од Ваш термин. Добри ден. Благодарам Виолета за поканата, благодарам на гледачите што ќе не следат. Мислам дека е интересна тема, бидејќи до сега многу се зборуваше за короната инфекцијата, за COVID-19, поврзано со белите дробови, поврзано со мозочните удари, со другите органи, меѓутоа бубрезите некако беа секогаш оставани на страна и никој не обрнуваше внимание и не говореше што се случува со бубрезите во тек на таа една корона инфекција. Така, иако кога говоревме воопшто нели за ковидот, кажавме дека ги засега сите системи во организмот, значи дури и како што кажавме бубрезите, меѓутоа за пост-ковид проблемите некако помалку се споменуваат бубрезите. Затоа и кога се договаравме ве прашав дали можеме да направиме една емисија во која што ќе кажеме и плюс нешто околу тоа какви проблеми прави, па затоа и денес ги доставуваме овие информации за сите кои што ќе не слушаат да знаат што како и нели се случува, зошто се случува, да знаат ако нешто им се појави како симптом навреме да реагираат. Ајде некако да започнеме со какви се проблеми се соочувате во секојдневието како интернист нефролог. Прво да кажам дека бубрезите се важен орган и функцијата на бубрезите влијае и на белите дробови, и на мозокот, и на срцето. Значи, не можеме да ги звоиме бубрезите како нешто што се посебно и кое не е зафатено во тешките клинички форми на корона инфекцијата. Околу 30% од пациентите кои имаат тешка клиничка слика на корона инфекција, кои беа COVID-19 позитивни, кои беа хоспитализирани заради таа тешка клиничка слика, беа во болница, значи 30% од нив има бубрежно зафаќање. А 50% од тие хоспитализирани со бубрежно зафаќање завршија и на диализа, како акутна бубрежна слабост и потреба од лекување со диализа. Значи, сепак имаме голема бројка на пациенти кои биле со корона инфекција COVID-19 позитивни, кои сепак имале некакви бубрежни зафаќања. Бидејќи тие зафаќања можеа да бидат толку тешки да влијаат дури на исходот на корона инфекцијата и да доведат и до смртен исход во потешките случаи. Проблемите со бубрезите повеќе се јавуваа кај пациенти кои веќе има некаква предиспозиција, некој ризик фактор за појава на бубрежно страдање, односно да бидат на некој начин оштетени бубрезите во таа корона инфекција. Тоа се пациенти кои претходно имале бубрежно зафаќање, некаква бубрежна болест, пациентите што имаат диабетична нефропатија, значи зафаќање на бубрезите од шеќерната болест, диабетес тип 2, потоа пациентите што имаат долгогодишна артериска хипертензија, значи сите оние што имале некаква коморбидна состојба од претходно, пред да ги зафати таа корона инфекција. Така. Кажавме дека
се појавуваат. Дали имаше и некои од оние кои што се јавија кај вас да немале претходно никаков проблем, а потоа се јавил? Тие пациенти се јавија во текот на самата корона инфекција и пост-корона, да кажеме, по прележувањето на инфекцијата, и обично во амбулантата доаѓаат полесните случаи или тие што беа хоспитализирани и потоа се опоравиле. Првите знаци што укажуваат дека бубрезите се зафатени или биле зафатени за време на таа корона инфекција беа појавата на протеини во урината и пореметување на бубрежната функција. Протеините во урината ги гледаме со обична испитување на урината и дополнителни испитувања ако тоа бара, и бубрежната функција ја определуваме и со крвните анализи, односно пациентите знаат, се испитува уреата и креатининот, бубрежната функција и уричната киселина за време на таа корона инфекција, односно и после во текот на следењето. Обично какви симптоми добива пациентите кои што се јавуваат? Дали исто бараше од вас да им направите ехо преглед на бубрезите што обично како дијагностика? Да, ехо прегледот е дополнителна дијагностичка метода. Ако веќе се најде нешто во крвната слика? Секако дека прво правевме испитување на крвните анализи, значи тоа што спомнав, уреа, креатинин и уричната киселина, и ако покаже и дополнително работевме и тоа. Бидејќи начините на кои можеше корона инфекцијата да ги зафати бубрезите, има неколку начини тука. Значи прво би кажала дека самиот вирус можеше да ги зафати бубрезите како што беа зафатени и другите органи, исто како што беа зафатени и белите дробови. Бидејќи ткивата, односно клетките на бубрезите содржат рецептори за кои исто така се зафаќаше вирусот. Исто како што се зафаќаше на тие рецептори на клетките на белите дробови. Така да бубрезите беа директно инволвирани, односно инфицирани од вирусот. Вирусот влегуваше во клетките на бубрезите и настануваше таква инфекција. Потоа, од што друго можеше да биде бубрежното оштетување? Најтешките форми на пневмонија што се јавуваше, тешки форми кои завршуваа на кислородна поддршка, тешки форми кои завршуваа за болничко лекување, Во тие форми имаше недостаток на кислород. Тој недостаток на кислород што постоеше, таа хипоксија во крвта, се јавуваше и недостаток на кислород и во бубрезите. И тој недостаток на кислород им пречи и ги оштетуваше и бубрежните ткива, и бубрежните клетки. Така да, и тоа е еден од начините на оштетување на бубрежното ткиво за време на корона инфекцијата. Потоа, цитокинската бура? Таа беше многу интересна. Бидејќи често се споменуваше. Цитокинската бура многу беше актуелна. Од почеток не се зборуваше многу за нејзе, потоа некако стана да сите зборуваат за тоа, бидејќи се виде дека настануваат многу оштетувања баш поради таа цитокинска бура. Што тоа значи? Што се тоа цитокини? Цитокините се мали протеини, мали молекули на протеини, кои на некој начин учествуваат во комуникацијата помеѓу клетките и имунолошкиот процес, во имунолошките системи што се случуваат и тие процеси во организмот, како одговор, значи, на инфекцијата. И цитокинска бура, значи, имаме еден голем наплив на тие цитокини, на тие такви протеини, такви молекули во крвта, кои со циркулацијата доаѓаат во секој ткиво, значи во секој орган, така доаѓаат и во бубрезите. И кога имаме такви многу, тие прават таа цитокинска бура, баш бура, и на тој начин ја прават многу јака една инфламација на ткивата на сите органи, така и на бубрегот. Значи, и тоа е еден од начините на кои се оштетуваа бубрезите, односно бубрежното ткиво. И секако да не заборавиме,
тука се и таа хипертромботична состојба. Крвните тромби познати што? Крвните тие тромби. познати дегимери кои што постојано ги споменуваа што требаше да се проверуваат. Точно така. Значи, тоа создавањето, таа хиперкоагулабилност или хипертромботична состојба, нели, што се јавуваше во целата оваа слика на корона инфекција, особено не само кај тешките форми, него и кај полесните форми, имавме таква една состојба каде што постои опасност од создавање на такви тромби и се давани лекови за да се спречат компликациите. Такви тромби, микротромби, може да се најдат и во бубрезите. И се најдени. На обдукцијските наоди се најдени такви микротромби кои ги запушиле, значи, крвните садови, тие мали крвни садови во бубрезите. Бидејќи бубрегот што е? Бубрегот е составен од многу мали крвни садови, многу мали капилари. И тие крвни садови, нив се прави филтрацијата, односно бубрегот ја остварува својата функција, тие неколку функции што ги има бубрегот. Така да, кога настануваше тоа оштетување со тие мали микротромби, цели делови од бубрегот, односно цели подрачја, можеше да останат без крвоснабдување и да бидат оштетени, што дополнително, нели, ја влошува и клиничката слика и може да доведе и сите овие други состојби што ги кажав претходно до влошување на бубрежната функција. Тој влошување како го гледаме? Го гледаме преку порастот на уреата, креатининот и евентуално уричната киселина. Да во некој случај, како што кажав, 50% од тие пациенти што имаа бубрежно зафаќање, сега завршија на диализа, имаа потреба од неколку диализи, бидејќи настана акутно бубрежна слабост. Сите овие што ги наброивме процеси може да оштетат бубрежната функција и тој дел од пациентите завршија со акутна бубрежна слабост и потреба од лекување со диализа. Сега, за среќа, не сите продолжија, него поголем број, најголем број од тие пациенти потоа ја обновија бубрежната функција, можеби не на истото ниво како што била пред корона инфекцијата, меѓутоа не се зависни од диализа. Така, сега дали можеме да кажеме до нашите гледачи колку од оние кои што се јавија со вакви проблеми биле со потешка клиничка слика, колку со полесна и во однос на возраста? Можеме ли вака нешто да главно беа, бидејќи јас работам во поликлиничка дејност, значи амбулантска, кај мене доаѓа полесните клинички слики. Или тие што лекувањето е дома во домашни услови, или тие после хоспитализацијата за едно регуларно следење. Секако дека беше преовладуваше постарата популација и точно тоа што на почеток го кажав, постарата популација која веќе и претходно има некакви хронични заболувања. Значи поретко се јавуваше кај оние кои што се помлади и имале и немале некој проблем. Да, меѓутоа се јави еден друг феномен, што сега, после 2 години, да кажеме, постоење нели на така, многу е важно ова да го кажеме, бидејќи сите пиевме некои витамини, па не знаевме колку треба, па можеби некогаш дозата сме ја пречекориле. Обично тука се споменува и се поврзува витаминот Д со бубрезите, нели? Бидејќи се пиеше витамин Д и кога не требаше, кога имаше и сонце, се со цел, нели, или во однос на превентивно или пак во однос на третманот и лекувањето на ковид, па колку тоа создаде проблеми кај бубрезите? Тоа е сега таа помлада генерација, да кажеме, кај кои имав прилика да приметам дека последниве месеци, значи веќе 2 години од корона инфекција, веќе сме во таа како да кажам, нели, состојба на инфекција со тие сите стравови, кога се пијат многу витамини, многу минерали за да се зајакне имунолошкиот систем. И се дојде во една состојба да се зголеми бројот на млади пациенти кои за прв пат во животот имаат бубрежна колика, односно имаат некое каменче во бубрезите. И се спекулира дека високата доза
на тие витамини, витамин Д особено, за кои се знае дека делува на имунолошкиот систем и дека е полезен и сето тоа. Меѓутоа, високите дози на тој витамин Д, кој се даваше долго време, без пауза, затоа што се направи таква атмосфера, психологија, да сите пие што повеќе и што повеќе, и се пиеше и максималната доза од 4000 единици витамин Д со месеци во продолжение. А витамин Д е многу важен за метаболизмот на калциумот. Витаминот Д во такви високи дози влијае на зголемена абсорбција на калциумот и фосфорот во тенкото црево, што после преку низа други процеси води до една хиперкалциурија, односно зголемено излачување на калциумот преку урината, кој е еден од главните составни делови на бубрежните каменчиња. И причини за создавање. Тоа е едната компонента, значи таа висока доза на Д-витамин. Дополнително се пиеја и високи дози на С-витамин. Така. С-витаминот се пиеше во дози од 1000. Да, меѓутоа обично се вели за С-витаминот дека не е нешто страшно и да се испие поголема доза, се излачува преку урината. Точно, тука е проблемот. Да. Бидејќи оксалатите што се јавуваат се од тие високи во урината, кои и нормално ние ги имаме, затоа што оксалати самиот организам се создава, меѓутоа ние ги внесуваме и од со исхраната, нели, или со суплементи. Затоа што С-витаминот внесен како суплемент, сега за време на короната се пиеше по 1000 милиграми, односно 1 грам. Дури некој зима и по 2 грама на ден, што се многу високи дози. Тоа значи, да, тој не е штетен, ти нема да се отруеш со С-витамин, тој ќе се излачи со урината. Меѓутоа, урината ќе се засити толку многу со оксалати, и ако имаме висока доза на Д-витамин и висока доза, значи имаме висока доза на калциум, хиперкалциурија во урината, имаме висока доза на С-витамин, имаме многу оксалати во урината, шансите за создавање на каменче се многу поголеми. Затоа што зошто сега ќе се создаде? Не сите ќе создадат. Така, ама некој ќе создаде. Така, можеби оние кои што се и посклони кон во текот на животот и да создадат камења и на поприроден пат, ова уште повеќе ќе допринесе за да се појават. Точно тоа, тоа се оние ризик фактори сега за создавање ова на уште еден каменчиња. плюс ризик фактор. Затоа што како прв ризик фактор е дехидратацијата за создавање на каменчиња. Кога се пијат така високи дози на витамини и минерали, значи мора да се пијат и многу високи дози на течности вода, за да може да имаме плавење на бубрезите, односно да не биде урината концентрирана. Бидејќи кога имаме концентрирана урина и ако имаме вишок на калциум, вишок на оксалати, многу лесно тие ќе се наталожат едни на други. Ќе се создаде некое јадро, најчесто е тоа калциумското јадро, и на него ќе се наталожат другите минерали и соли кои нормално нели ги имаме да се исфрлат преку урината. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, сите оние кои што не следат, веќе досега можете да забележите, говориме за COVID-19 и проблемите со бубрезите. Во вториот дел ќе продолжиме, ќе се фокусираме повеќе на каменчињата во бубрезите. И ако имате некое прашање, ако имате некој пост-ковид проблем со бубрезите или било што и да е, можете да се приклучите во нашиот разговор, да поставите прашање до доктор Маја Милованчева-Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и е одговорна за денешната тема и ни доаѓа од Промедика Медикал Центарот. Доктор Маја, пред да преминеме на каменчињата, само колку време треба бубрезите да се опорават после COVID-19, ако веќе се создадат вакви проблеми за кои што говоревме? Многу е тоа индивидуално. И што претежно се препорачува? Многу е индивидуално, бидејќи бубрекот е таков орган да може на различни нивоа да биде зафатен и степенот на оштетување да биде различен. Кај пациентите кои дојдоа после корона, кои претходно во текот и на корона инфекцијата немаат никакво бубрежно зафаќање според параметрите и исследувањата,
се препорачува регуларна контрола на првите 3 до 6 месеци. Меѓутоа, пациентите кои покажале некакво било какво бубрежно зафаќање во тек на корона инфекцијата, како што кажав, тоа се појава на протеини, белковини во урината или порас на тие деградационите продукти во крвта, тогаш првите контроли може да се прават и почесто на месец дена или на 3 месеци првата контрола да биде. Затоа што опоравувањето е многу индивидуално, кај секого различно, како што кажав, зависно од ризик факторите што претходно пациентот ги имал. Така. Пациент кој прележал корона инфекција, кој имал бубрежно зафаќање, а претходно имал и шеќерна болест тип 2 диабет, со веќе претходно некое бубрежно зафаќање од самата шеќерна болест или од самиот висок крвен притисок, тие пациенти мора многу да се внимава, да доаѓаат на почести контроли и да се внимава на како ќе се одвива тој процес на поставување на нормална, односно враќање на нормално ниво или на бубрежната функција. Така да во секој случај првата година бара за секој пациент што прележал корона инфекција да има контрола и на бубрежната функција. Ми се чини дека уште повеќе сега во месециве што следува ќе има уште многу случаи на пациенти кои што ќе се јавуваат со проблеми не само со бубрезите, туку и со останатите системи, се разбира, како што кажавте и на почетокот, не само, можеби за бубрезите најмалку се говореше, меѓутоа за оние другите, значи за срцевите проблеми, белодробните, невролошките, мозочните удари и така натаму, и како се застапени. Ајде сега да се фокусираме на онаа тема за која што некако ми се чини дека потенциравте дека можеби највеќе направи проблем за каменчињата на бубрезите. Што представуваат каменчињата на бубрезите како проблем за бубрезите? Како што да се надоврзам на тоа кога зборував за витаминот Д или витамин С, што се пиеше и веќе ги спомнавме калциумот и оксалатите. Една од функциите на бубрезите е преку урината да се излачуваат отпадните материи од метаболизмот, значи од храната што ја внесуваме и од сите други што се создаваат во самиот организам, или тој метаболните процеси. Сите тие материи се филтрираат и се излачуваат заедно со вишокот на вода преку бубрезите. И во урината нормално има и многу минерали и многу соли кои може да се наталожат. Меѓутоа, природата била многу интелигентна и создала систем да во урината имаме и материи кои го спречуваат тоа таложење. Значи, нормално се излачуваат, меѓутоа, да, во урината имаме и материи кои спречуваат тоа таложење. Бидејќи тие минерали и соли што се излачуваат, кристализираат, се создава едно јадро и на него се наталожуваат другите минерали и соли и тоа јадренце расте и така се добива каменче. Кога зборуваме за нефролитијаза, значи зборуваме за каменче кое се јавува во бубрегот. Кога зборуваме за уретеролитијаза, тогаш зборуваме за каменче кое е или во уретерот негде заглавено, или во бешиката. Бидејќи сите каменчиња се создаваат негде горе во бубрезите, а по патот потоа ќе дојдат во бешиката и тука почнуваат да растат и да се едноставно да растат ако не се измократ. Така да тоа е процесот на создавање на како се создава едно каменче. Сега, кои се ризик факторите? Ризик факторите спомнав, еден од ризик факторите, значи и најголем ризик фактор се смета дека е дехидратацијата. Значи треба што повеќе вода да пиеме за да добра функција на бубрезите. Значи секогаш се препорачува, сем за одредени случаи други болни кои имаат забрана за внес на толку големи количини, меѓутоа секако се препорачува над 2 литра течности да има на ден, односно да диурезата, измокрената урина за 24 часа биде околу 2 литра. Бидејќи дехидратацијата возможува точно тоа, една концентрирана урина во која многу лесно тој вишок, имаме вишок на тие кристали
на тие минерали и соли, кои многу полесно сега ќе се формираат некој кристалче, многу лесно ќе формираат камче. Тука, како ризик фактор, се јавува и машкиот пол и возраста. Бидејќи мажите се позасегнати, 3:1 е односот маж-жени, што се како ги напаѓаат, нели, бубрезите со каменчиња, и возраста најчесто е од 20 до 50 година е тој момент кога првпат се јавува каменче. Во целата работа, како ризик фактор, силно се појавува и дебелината и body mass индексот. Значи, дебелината е ризик фактор за појава на каменче во бубрек. Високиот body mass индекс исто така е ризик фактор за појава на нефролитијаза, односно создавање на каменчиња во бубрек. Кога ги зборуваме за, нели, дебелината и body mass индексот, доаѓаме до исхраната. Така да, видено е при исхрана со високо ниво, висок внес на протеини, белковини, висок внес на сол и шеќери, води до зголемен ризик на појава на создавање на каменчиња. И последниве неколку години стана многу популарни некои диети кои се, нели, исфрлување на масти, исфрлување на јагле-хидрати и имаме хиперпротеински исхрани со висок внес на протеини и многу зеленчук и многу Тоа не е добро? Зелени салати. Не за сите. Затоа ние пак се индивидуално. Така, не сите, затоа што ако постои склоност веќе, а фамилиарната наследност е исто така ризик фактор. Ако во фамилијата има некој... Да, сме говорили во некои од претходните емисии дека има некој поврзано. Не е откриен ген. Така, меѓутоа се наследува некаква компонента, се наследува нешто, некаква предиспозиција, да, и кај другите членови. За се секогаш ве прашуваат дали има некој во семејството, да. Така да, сето тоа сега, ако една особа која веќе има некаква предиспозиција фамилиарна за создавање на каменче, се подложи на таква хиперпротеинска исхрана, затоа што таа исхрана е со хиперпротеинска, каде што имаме над 1 грам на внес на белковини на килограм телесна тежина, а препорачаната доза е од 0,8 грама на килограм телесна тежина. Тогаш имаме и внес на во тие диети и внес на зелени салати, доста а тие содржат оксалати. Правиме една идеална атмосфера за создавање на каменче, ако не се внесува над 3 литри течности. Тука би ги спомнала и една група на млади кои одат во фитнес клубовите, во джим салите, значи, каде што исто се потикнува, нели, тоа употреба на хиперпротеински шејкови, хиперпротеински прашоци некој, за да се набилдаат мускули побрзо. Значи, тоа исто така не е добро. Значи, тоа исто не е за секого. И јас секогаш ги советувам моите пациенти, особено младата популација, значи, кои одат и посетуваат во фитнес салите, окей, тоа е се супер и јас го потикнувам тоа. Физичката активност е многу важна. Меѓутоа, мора да се види кој смее да ги пие тие препарати протеински и кој смее да биде на таква хиперпротеинска диета. Бидејќи хиперпротеинската диета стана многу популарна затоа што многу лесно се губат килограмите и за многу брзо се нарушува здравието. Меѓутоа не е за секого. Значи сепак треба претходно да се консултира доктор, претходно да се направат некакви испитувања дали постои некој претходно заболување и евентуално, значи после во текот на тие зимање на тие препарати, во текот на таа диета да се прават контроли, да се види да не имаме нешто што не сакаме после да не изненади. Така, доктор Мајок, обично кога има едно каменче само, што се препорачува
А пак, ако забележите повеќе камчиња во еден од бубрезите, што се препорачува малку вака да информирам? Интересно. Интересно прашање. Се зависи од тоа колкаво е прво каминчето. Бидејќи малите каминчиња, таа микролитијаза, што е до 5 мм, дури тие се рачунаат до 5 како мали? Па да, и до 1 сантим се смета дека може да се измократ. Бидејќи повеќето каминчиња се некоја си 6-7 мм и се смета дека 90% од тие каминчиња спонтано ќе се исфрлат. Да, со доволно течност и малце ќе помогнеме со некои лекарства и тие спонтано ќе се исфрлат. Меѓутоа, кога станува збор за поголемите каминчиња, поголеми од 1 сантим. Па да. Тогаш доаѓаме во една дилема за секој пациент е повторно индивидуално, каде се наоѓа тоа каменче. Ако тоа каменче е негде во длабоко во структурата на бубрегот и не прави проблем, може и да не се следи. Так. Не мора да се интервенира. Што значи не прави проблем? Не прави чести инфекции, бидејќи каменчињата може да се поврзат и со создавање на инфекција, односно камчето да е извор на инфекција, односно инфекцијата да е извор на создавање на каменче, како што е кај струвитните каменчиња. Ако тоа каменче е тамо и си стои, при следењето на ехо ние го гледаме дека тоа тамо седи и си мирува, не прави проблем, го оставаме и го следиме да видиме со каква брзина расте. Што значи не прави проблем? Значи едно е да не прави инфекција, а друго е да не прави застој во бубрегот. Да не намалува неговата функција. Застој е кога не може комплетно да се испразни тоа легенчето на бубрегот, не може комплетно да се испразни и да отиде целата урина преку каналот во бешиката за да се исфрли. Значи, постојат и такви каменчиња кои прават застој. Сега, таков застој можеме да го толерираме извесен период, месец, 2 до 3 максимум, меѓутоа не подолго, бидејќи и самиот тој застој, зависно кој степен е, може да прави да е извор и ризик фактор за инфекција, но исто така може да биде и ако е голем застој, таа хидронефроза магна, што е 3 степен, да го оштетува бубрежното ткиво. Едноставно механички со притисокот. А бидејќи бубрезите се како сунгери. И тоа ткиво со тек на време да исчезне, односно тој бубрег да стане афункционален. Така да од тие работи многу е важна проценката на пациентот. Сега ме интересира дали еден пациент не знае дека има каменчиња, може ли да почувствува некои специфични симптоми кои што може да му асоцираат дека можеби станува збор за каменче во бубрезите? Дали некоја чудна болка можеби во пределот каде што се наоѓаат нели бубрезите, сите знаеме дека се наоѓаат тука, некаде нели по славинскиот дел. Има ли некои специфични симптоми, болка, нешто што може да ни посочи? Повторно тука има две состојби кои може да може и воопшто ништо да не покаже, а може да покаже. Значи доста од пациентите доаѓаат на ехо преглед заради некоја друга работа, за да се случајно. И случајно да се открие дека постои каменче. А пациентот никогаш во живот да немал никакви тегоби и може никогаш и да нема тегоби. Тоа се тие што ги кажав негде тамо. Тамо стои и не прави ништо. И не прават никакви компликации. Болката што се јавува кога постои каменче или камен, и тоа зависи каква е болката исто, може да биде од два типа. Може да биде како бубрежна колика, тоа е силна, одеднаш болка која се јавува, која почнува од слабината, од позади, оди пропагира кон напред и се спушта кон надоле, до препоните, до бешиката. Тоа е болка која ја нарекуваме бубрежна колика. И таа е класична клиничка слика, да кажеме, кога камчето тргнало од бубрегот. Таа може да оди и со гадење, повраќање, може да се јави крв во урината, болно мокрење, чести нагони за мокрење, а на мала количина на урина. Урината може да биде лошо да мириса,
да има парталчиња, да биде како талог. Може да се јави, ако е зафатен бубрегот, ако се јави и такво акутно воспаление, акутен пиелонефрит на бубрегот, да се јави и температура, гадење, повраќање, значи треска. Значи тоа се веќе кога ќе се создадат компликации. Ми се чини дека имаме гледач, ќе го вклучиме, иако немаме уште многу време, меѓутоа сепак ќе го вклучиме заради нели да го испочитуваме. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Ало. Сака да ја праша докторката. Да, бе, слушаме. Сека ја малце се ги изгаси скроз телевизорот. Добро. Бубрезите уште одавна ми наоѓаат на левата бубрек камен. Ама нема таке болки ефтен од кичмата некогаш. Да кажа ова све 10,6 ми е креатинот. Дали е многу, али не? Добро, значи сте правили испитување 10,6. Да. Добро. Дали е висок? Порано беше 8, сега 10,6. 8 ли? 6 беше. И сега Дали е тоа многу и дали нешто би значило добро? Да, не ме боли таки бубредите многу. Ја не знае докторката мене, кај одес во државна кај овој кој се вика се. Леле, го заборавив. Добро, претпоставам дека си имате некој свој лекар. Добро. Добро, останете да наследите, ќе ви каже доктор Маја што би значило тоа мало покачување на креатинот, дали 10,6 се или 10. Се назива за болки, Добро. На кофен пија, не си. Добро, да, обично не се препорачува ако има Не проблем. пија стално, ама. Добро. Ви благодариме што се ефте, немаме многу време, ќе мора тука да ве исклучиме. Доктор Маја, креатинот доколку е дозволен да се покачува? Нема доколку е дозволен да се покачува. Има нормални граници, Добро, во кои се движи. Дали е во нормала или е покачен? Зависи од која лабораторија кои се кат-оф границите, меѓутоа 106 може да кажеме некои гранични вредности или лесно зголемено, меѓутоа најверојатно се работи и за постара возраст, може би има и некоја хипертензија, односно висок крвен притисок и може, бидејќи кажува дека камчето не влијаело, нели нема болки, немала инфекции, нема ништо, така да може тој креатинин да биде последица од некој. Не? Не, туку од тој висок крвен притисок, ако бил подолго време, или ако има некои други заболувања, како што е шекерна болест, која не е на време откриена, или пак да биде од возрастна, односно самиот процес на старење. Тоа е таа нефроартериолосклероза, тоа е процесот кој се природно со годините се создава кај пациентите. Не е алармантно, да. Само немаме уште многу време, само како за крај, кога станува збор за каменчињата, говоревме нели мали, големи, до кога се толерираат, над 1 сантим се следат и така натаму. Само кога, да кажеме како за крај, кога веќе се презема оперативен зафат? Оперативните зафати ги превземаат хирурзите, нели? Так. И индикацијата за оперативен зафат е кога почнува да му штети на бубрегот? Да, во денешно време тоа е малку померени се тие граници, бидејќи сега има и други неоперативни методи за решавање на тие каменчи. Значи, има други методи, одамна постои тоа кршење, нели, ласерско, тие шоквейв, тие кршење на каменчињата, така да не мора да се оперира. Така да тоа е исто многу индивидуално, бидејќи во многу случаи сега се поретко се пристапува кон класични оперативни резови, нефректоми. Значи првин се оди со чекор по чекор, на неоперативен начин. Или се оди со сонда одоздола, или перкутано се оди па се прави литотрипсија. Значи има денес многу напредната медицината. Така, да. Не е тоа како порано има камче, па се вади целиот бубрек и
завршивме работа. Само уште да го дополним, овој тука ќе завршиме, ги кажавме оние силни болки, кои уште други симптоми, ако ги забележат нашите гледачи, да се јават Значи, на лекар. друго нешто што постои е кога постои тапа, болка, која повремено се јавува негде тука, во слабините, бидејќи бубрезите се позади. Бубрезите се наоѓаат, двата бубрега, значи, се околу од двете страни, значи, на рбетниот столб. Меѓутоа, болката што ја дават е овде, тука ирадира болката некако, во слабините. И таа болка, ако се јавува повремено, ја има, па ја нема, па час се појака, па час се помала. Многу е тешко да се каже дали од бубрек или е од рбетниот столб. Многу често е од кичмата што викаме, нели, од лошо држење, дигнав нешто тешко и така. Меѓутоа, ако долго презистира, треба да се направи барем еден основен ехо преглед, за да знаеме дека не е бубрегот во прашање. Бидејќи кога бубрегот е долго време, како што кажав, запушен, тогаш така може да даде блага болка, која перзистира подолго време, не е бубрежна колика, не е силна болка за да морам јас да одам на доктор. Меѓутоа, тука е и постои. Во такви случаи се препорачува да се направи еден убав ехо преглед, за да може да се, баш тоа, да се разграничи дали е бубрек или не е. Ако не е бубрек, да бараме нешто друго, нели? Може би е некој искривување, некој дискус хернија или нешто друго. Меѓутоа, уште еден апел до сите оние кои што не следат, а што имаат прележано ковид, покрај сите оние други, нели, проблеми кои што се јавуваат, во секој случај да си ги проверат и бубрезите. Уште повеќе што кажавме, може и со крвната слика да се види дали има некој проблем, па потоа ако треба да се дојде кај вас интернистите, нефролози, да се види и нели со ехо преглед дали развиле некој друг проблем во случај каменчиња. Доктор Маја, ти благодарам за денес. Соработката со вас останува и трае многу долго време и драго ми е што е така. Во некоја следна емисија пак за некој друг проблем. Ти благодарам за денес. Благодарам на гледачите што не следе, а се гледаме. Така. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодариме што бевте со нас овие 40 минути. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.